Добре дојдовте во повикувачкиот центар на Министерството за внатрешни работи. За оператор на македонски јазик притиснете 1. За оператор на албански јазик. Поради контрола на квалитетот, разговорот ќе биде сниман. Како и да е, драги мои, нема ни да дочекаме оној момент кога ќе рече операторот, ве молиме почекајте. А кој број го завртевме? Верувам дека сите вие во текот на изминатиот период и месеци го вртевте добро познатиот број 072929292. А еве зашто ќе зборуваме и зашто го завртивме на самиот почеток во црвена линија овој број. Како обврска од преспанскиот договор, личните документи на македонските граѓани треба да се сменат до крајот на февруари 2024 година. Граѓаните секојдневно се обидуваат да го добијат бројот на МВР за да закажат сликање за нови документи, но линиите се постојано зафатени. Можеше ли Министерството за внатрешни работи да направи поинаква организација за вака обемна задача? Мораше ли товарот за промената на личните документи да падне на товар на граѓаните? Многу не интересира кои ќе бидат вашите одговори, се разбира, ние не ви велиме, ве молиме почекајте, доволно е да го завртите телефонскиот број 02 307 0005 и да ги дадете одговорите на нашите денешни прашања, а секако тука ќе ве потсетам задолжително, се разбира, да не заследите и на социјалните медиуми. Секојдневно го повторуваме ова со цел да дискусијата која што ја започнуваме во црвена линија може и секако треба да се префрли и онаму каде што сме на Facebook црвена линија со коментари, шернување, лајкнување, секако и на Twitter, но задолжително како и секој издание апелирам да не заследите веднаш на Instagram, а на Instagram Story еве каква анкета денес ќе ве пречека. Нашето прашање е едноставно. Дали Грција го почитува преспанскиот договор? Имате две опции за одговор. Едната е да, не. Еве како изгледаме визуелно на Instagram Story. Ке кликнете и секако на опцијата која што е вашиот одговор, ке кликнете и резултатите во проценти ке ви ги соопштам секако конкретно ова издание. Како што гледате, многу тешко се добива, операторите се постојано зафатени, не можеме во интерес на црвена линија предолго да чекаме. Со оглед на тоа што едва и чекаме да ве вклучиме вас, па еви да ни кажете какво е вашето искуство во однос на закажувањето на терминот за вадење нови лични документи, меѓу другото дали се уште сте го направиле или не сте го направиле тоа и се разбира дали брзо и лесно добивте. Како и да е, јас еве вака официјално се обидов, но ве молиме почекајте, сепак може да трае подолго и од 20 минути, а некој сведоштва велат дури и до цел час. Добар ден. Добар ден, телевизија Телма. Добар ден, како сме? Одлични, убав ден да си имате. Така, после ќе се слушнеме нели во заврти на Телма исто како вчера? Ќе се слушнеме, да. Така, па нема откажувај. Вие важно функционирате, Тина. Верувајте дека функционирате и професионално си ја работите работата. Благодарам многу. Не е само кај МВР да вртите, и Телеком ако имате дефект исто ќе се случи. Што се однесува за барањето во МВР, тоа е тачно дека не се јавуваат и не знам каква им е програмата и како работа, на кој начин, меѓутоа тоа не е обврска на граѓанинот, затоа што граѓаните сите имаат потреба од патни исправи. Например, мојата патна исправа која ја земав ја пред една година-две, мене не ми е истечена патната. Кој може да нареди дека да се зема нова, зашто имаме рок, 10 годишен рок. Тоа е правно нефункционално да ти нареди МВР да вадиш нова лична карта или патна исправа ради придавката Северна Македонија.
На кого паѓаат тие трошкови? На терет на граѓаните. Дали Зашто се не- јавивте, ви од Скопје сте или од друг град? Од друг град сум јас, и Скопје живеам и меѓутоа во моментот сум во Западна Македонија. Па како е во Западна Македонија? Лесно ли се добива за вадење на нов? Тешко се добива, верувајте дека е гужва, поготово сега кога беа странците, тоа е ужасно, катастрофа, неорганизирани. Меѓутоа тоа е тоа, јас апел им кажувам дека треба да го изменат правилникот. Благодарам многу за јавувањето. Секако, ако имате уште нешто да дополните, нашиот телефонски број е активен. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Добар ден. Повелете, ве слушаме. За ова, за менување на документите, Да, дали се јавивте или дали добивте термин? не, термин прашува, ми вика терминот ќе биде, например, се јавив септемвар, се јавив август, ми вика на 27 септемвар, а јас викам, дали може брза поставка? Брза поставка можете да дојдете за еден ден. Тоа е за Како може брза постапка. Секако за еден ден, цената за а сега брза овие може да постапка... чекаат 2 месеци за термин. Значи, све се врти за пари. Чим ќе доплатиш повише, значи личната карта може да биде за 5 минути готова. Ете, тоа е целата работа кај нас. И не работат. У кое биро да одиш, у која институција да одиш. Само седат со мобилните и што гледаат, како гледаат, играат ли нешто. Ако отвориш врата, одма ги гледаш, они седат таму. Секој седи со мобилен телефон. А еве, сметате ли дека товарот за промената на личните документи мораше да падне на товар на граѓаните, со оглед на тоа што може да ги превземат постоечките информации? Која партија беше тогаш на власт? Ве И што го слушам. смени името или се овие што земаа 78% да ги вратат тие парите и да им ги дадат на граѓаните да си направат документи. Тие треба тоа да го направат. А не граѓаните сега дупо и тројдупо да плаќаат, додат ваму таму, па све кошта. Отишол со таксо. Благодарам многу. Еве еден интересен предлог дека, како што вели гледачот, може би процентот од она зголемување 78% на функционерите, ето таа разлика, да речеме, да беше намената за покривање на трошоците за вадење на нови лични документи. Добар ден за следниот гледач. Ало, Здраво, во црвена линија сте. добар ден. Добар ден, намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Јас се извинувам, заборавив од среќа што сум добила, па заборавив да го намалам тонот на телевизорот. Ете, но секако полесно се добиваме, предпоставувам, од оние кои што како оператори или треба да ни го обезбедат терминот за вадење на лични документи, или може би вие веднаш добивте? Па да ви кажам, тоа черката ја врши работата, она поднела и не знам ни за кога и дале или како, али ова е непотребно што ни го направија. Се значи се трпи граѓанинот на ова општество, кому како ќе му дојде на памет, така се прави. Чим не е тоа наша грешка, ние не сме виновни, треба документите они да ни ги даваат бесплатно, а не ние да плаќаме. Некој извадил пред 2 месеца пасош или лична карта, сам мора поново во трошкови да влегува и да вади нови документи. Зашто до тоа да дојде? Како му е кейсма, некого ние секого треба да слушаме и све да му исполнуваме желбите. А зашто никој нашите желби не ги исполнува? Зашто никој нашите не погледнува и не прашува? Зар ние не сме заслужи граѓани на ова општество да и ние да донесуваме некои одлуки кои што се важни за нас? Тоа кој што го греши, кој што го прави, тој треба да го надокнади, а не граѓанинот да го надокнади. Дали има, никој не прашува дали има некој пари или нема. Некој нема пари лев да си купи, а ќе вади документи кои што мора да ги извади. Иначе после кој знае што ќе следува. Значи само нас ќе да глобат, од нас ќе делкаат и они ќе земат високи примања, а што да каже оној што зима 10 и 12 000 денари, од каде ќе најде да ги подмири си?
Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Секако ќе посетам да внимавате на тајмерот, но дозволено е репета повторно да го завртите нашиот телефонски број. Добар ден. Добар ден. Секој добро, црвена линија, повелете. Се слушаме, така? Да, одлично, повелете. Видете вака, ова е многу избрзано. Не треба сега да се менува документацијата, та негде ќе треба да се менува околу 30 година. Зошто го викам тоа? Зато Бујар Османи и Јотова разговараат за Сан Стефанска Бугарија, македонци да нема. Има само албанци, на една страна, на друга страна бугари. Затоа што таа е растрчена по цел свет, те во Америка, те по околниве наши држави, те Австралија, те Албанија, сегде кај што има македонци, ги тера да се крстат сите бугари. Толку не ви е јасно, барем да не правиме два пати трошоци, кој ќе не сменат на... Уствари не пишат тие северни граѓани, ама ќе бидеме бугари. Ајде, кој може да не смени нас? Реално. Како? Кој може реално да не смени? Кој ќе не смени реално? Да. Европа, Америка, тие тоа го прават. Тоа е реална работа. Ти Бујар Османи да зборува на бугари не вие уставот ваш не препознават македонци. Овде нема македонци северно граѓани. А сметате ли дека мораше товарот за промената, финансискиот товар за промената на личните документи да падне токму врз граѓаните? Никој не треба да излези да менја документација. Нека казнуваат, нека не може да патуваат, никој да не излези да менува. Благодарам многу за јавувањето и те слушате досега какви ставови имаат гледачите. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Се слушаме, така? Да, одлично, повелете. Што се однесува до личните документи, сите ми се важечки и немам намера да ги менувам. Освен таму на пролет, ако запнат за избори да треба да ги менуваме, ама во тој случај треба државата да си плати на документ што важи. Освен оние што им истекол рокот, тој ќе си платиш сам, не? Ама за да се смени по некоја административна причина, тогаш треба да си плати државата. Ама тешко тоа ќе го видиме. Мислите дека ако има избори, дека тогаш автоматски државата ќе ги покрие трошоците на оние кои што немаат валидни документи? Може да пуштат само со истите да се гласа, ама не знам, за тоа ќе зборуваме на пролет. Јас би сакал да искористам овие 50 на секунди за друго нешто за телефоните. Дали сте се обиделе да свртите на некоја општина телефон? Да ви кажам е страшна работа, комуникација со јавност, кобајаги. Во Скопје, например, еве ќе пофалам, во аеродром, ако вртите централа, за ресор да не зборам, може не е тој таму, ќе ве уклучат за 1-2 вртења. Во Ботел имаат мобилен телефон, кој што постојано е исклучен и ако дае Господ, може би ќе ве уклучи. Поарно вас ќе ве добијам, него ли нив да ги добијам. Не знам како е во другиве, али веројатно е исто. Како тоа централа да не е постојано отворен телефонот. Разбирате? Страшна работа. Ние се фалиме овдека, не само МВР, сегде е така. Благодарам. Еве, интересно, може да го земеме во предвид вашето искуство, па да поставиме и тема за тоа колку се достапни нели институциите, особено преку телефонски вклучувања и нивните оператори. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Ало, добар ден. Добар ден, намалете го тонот на телевизорот. Ало, добар ден. Добар ден, дали го намаливте тонот на телевизорот? Намалиме го. Одлично, повелете. Ама јас се слушам од другата страна повеќе отколку што ве слушам вас. Вака сега. Телна телевизија, поздрав. Поздрав и до вас, почнуваме. Вака сака, вие сакам да кажам, ова на влашува нелегитимна, гледа се по делата, што сака да не обезличат, со менење и со личните карти и со пашишот. Не треба да ги минувате додека Роко не ви мине. Тоа го кажава. Роко, додека има рок на базичи, на
на паши на лични карти. Ови си заминуваат више, нема што, страхуваме. Ови трговци, едно зборува, друго прават. Ови арами гледа се по делата. И сакам да кажам дека минувањето не само да биде на сметка на граѓаните или документацијата Северно. Они сакат да ни сбришат, да не постои граѓани од Северно. Тоа е на целта. А они се нудат и се ги молат странците да доаѓат и на амбасади само да ја дават поддршка. Нашите, што са не македонци, антимакедонци, сорта грабелисти, профитери од ЕВС-а, ништо не са тие, само за личен интерес. Они се нудат, они се богатат, кредити зимат, за народа не ми. Ајде со оглед на тоа што е законска обврска на граѓаните до следната година да ги сменат документите, дали закажавте термин? Никако документациите. Ете, она што прво ќе ви се заблагодарам за јавувањето, меѓу другото и ве би сакале да слушаме како и во останатите градови, дали полесно успевате да закажете термин, дали сте се јавиле досега, дали сте закажале термини, еве, дали сметате дека товарот за промената, финансискиот товар за промената на личните документи требаше да падне како товар врз граѓаните. Добар ден. Добар ден. Па прво вака ќе кажам, зашто народот е уплашен? Еве си јас го прочитав и пуно други го прочитав договорот. Значи 5 години треба да помине. Фино си пише, има член, закон, овона, та после да ги менуваме личните карти. Ова е силување на народот и државата. Како може, не ли почитуваме договори? Па има тој договор, па нека се прочита, па го имаше пуштено, го прочитавме, кој го прочитавме и кој сакаше да го прочита. Зошто јас да брзам да менјам лична карта, кога треба да помине таму, си пише многу убаво. 5 години треба да помине, по тој член, по тој закон, сите салтанати поред како што сите, фино си пишува и зашто да брзаме. Ја не знам зашто народот се уплашил толку и брза. Па ако на крај крајва наши закони не функционираат и ред други, па има закони за човекови права и понатака. Значи не сме вака нешто да се дозволи, ова државата игра со народот и го плаши народот и го уценува. Мојата лична карта до 2030 година важи. Зошто јас се идам таму да паѓам у несвес овако да вадам нова лична карта? По ова е срамота невидена. Сушност станува збор за обврска од Преспанскиот договор. Е сега кажете ми, значи дај сега од народот. Ќе го уценуваме народот, нека паѓа у несвес, казни ова, она мора. Нема мора, закон треба да се чита, еве, Преспанскиот нека отворат, го имаше на интернет. Значи 100 души го прочитавме. И зашто брзаме и се плашиме? Од што да се плашиш? Па закон ти пишува. Значи треба да се почитува, а не државата да не уценува и пари треба сега и удри по нас. Благодарам многу, еве, што споделивте каков став и видување имате во однос на темата за која што зборуваме. Па еве продолжуваме да прашуваме, сметате ли, еве, имаше ли начин Министерството за внатрешни работи да направи поинаква, например, организација за ваква обемна задача? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав многу, Тина, до тебе и до Телба телевизија. Благодарам. Значи да ти кажам најискрено, толку бев разочарана кога го направи ова. Значи толку беше поедноставно кога ќе ни завршеше важноста, нели? Така да јас се измачив најискрено да ти кажам за мажми. Значи толку време врте, веќе почна прстот да ме боли и на крај ми кажа на женски домаќински муабети да вртиш на албански. Да речеме другата опција што е нели единица за македонски на албански и одма ги добив така да се мачев пола месеца на албански одма ги добив. Значи еве тоа е вашиот предлог во однос на тоа ако не можеме да добиеме на единица да стиснеме на двојка. Добро. На двојка, да. Многу полесно се добива и завршив, бадијала сум вртела долго време. Инаку да ти кажам, јас например не сакав да биде Северна Македонија и сега зошто па јас тоа против мене и зошто па сега па ја да плаќам, Тина, многу е, тоа се трошкови да платиш за самиот документ. Па некој ќе доаѓа од подалеку, ја пешки си тркнав до Беко, ама други луѓе од подалеку па автобус, па луѓето немаат леп да јадат. Дали овие размислуваат, па стварно што рече гледачот, требаше оние пари што си ги поделија 78%,
ќе ни олесна многу на луѓето, кај не сакаме против насија да си го смениме името, па ајде, приморани сме, па уште и пари да даваме. Тоа е страшно нешто. Така да поздрав, многу и убав ден. Поздрав и убав ден и вам. Останете со програмата на Тилма и секако со ова издание на Црвена линија. Продолжуваме да видиме што ќе кажат гледачите и секако еве може да ни откриете кое беше вашето искуство еве кога го вртевте телефонскиот број 072929292. Еве слушнавте како гледачката брзо завршила работа со стискање на бројот, претпоставувам 2 за нели на опција на албански јазик. Веднаш завршила работа. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Ало, здраво. Да, ве слушаме. Добар ден, повелете. Јас сум на линија? Да, ве слушаме, на Црвена линија сте. А поздрав Тина до вас. Голем поздрав и до вас. Јас мислам дека не требаше да падне на товар на граѓаните менувањето. Многу слабо ве слушам. Ние одлично ве слушаме, слободно продолжете. Тоа е голем терет за граѓаните. Ако му е важечка документацијата, не треба да се менува, да му истече рокот. А плюс и качени се цените. За секој, за лична карта и за пасош, на све е покачена цената. А важечки треба да менуваш, не требаше да падне на товарот на граѓаните. Не требаше тоа државата да си го среди. Благодарам Тина и поздрав многу до вас. Голем поздрав, благодарам и вам за вклучувањето во денешно издание на Црвена линија. А еве, ќе подсетиме што беше изјавено на 16 мај оваа година, односно беше најавено дека следната 2024 година е всушност рокот во кој што треба да бидат заменети личните документи, бидејќи се даде рок при промената на Уставот на Република Северна Македонија и Законот за јазиците. Всушност, тогаш министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски изјави дека во однос на цените објасниле дека за 90% се зголемени цените на репроматеријалите и затоа направено е зголемување кое што не е големо, имајќи предвид дека се утврдило дека постојат два вида на цени. Оние кои ги менуваат пасошите на 5 години, значи до 27 години, имаат иста цена на услуги, додека за остатокот, имајќи предвид дека е 10 години важечкиот документ, цената е зголемена незначително, за да можеме практично да ги остваруваме тие функции. Така беше одговорено од страна на министерот за внатрешни работи, господинот Оливер Спасовски. Како и да е, ние прашуваме, постоеше ли според вас можеби поинаква организација која што можеше да ја спроведе Министерството за внатрешни работи? Еве се разбира да се намали или да се елиминира товарот, особено финансискиот, во страна на граѓаните. Како и да е, какво е вашето лично искуство во однос на закажувањето термини, дали еве брзо, ефикасно или еве споделете некој трик, особено за оние кои што се уште немаат закажано термин. Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија сте. Ало? Ве слушаме, повелете во Црвена линија сте. За какво закажување внатрешно? Никога не, многу ретко беа оние експедитивни за да се заврши тоа брзо. Пасуши, например, четворица ако прават пасуши, од каде пари? Еден работе. За чисти четворица, по колку треба да платат тие луѓе? Тоа требаше да биде шо оние сменија името на државата, тоа требаше да падне на нивни товар. Не сме ние барале да сменат, да го сменат името на државата, па се да менат. Туку треба да си ги напунат фондовете. Па гледај колку е смешно. Секоја вечер кажува дека у Скопје по 200-300 души се казнуват позачи. Дека одат тие пари? Кој ги зима тие пари? Смешно дури. Да се менат пасоши, да се менат лични карти. Или да имат за патување да одат цело владата и сите заедно да одат. Па и за да знаат, да треба да се прошетат до Вашингтон или до Њујорк, па за да отип тоа посебно ќе биде. Нема веќе шетање, знаат дека губат, па чекај да искористат шансата со народни пари да се шета. Во е жива срамота, значи за луѓето. Нели ги е срам? Дали закажавте вие термин до сега? Не закажувам, не менам. Да ви кажам, смешно е. Не, нема да закажам.
Нема да закажам затоа што мојата лична карта, јас некам да ми пишува Севера. Јас сум и така стара, не ми треба Северна Македонија. А друго да ве прашам, толку неправилно, свидетелствата на децата што ги пишуват, родени 2002, 2003, 2004. Ке пуцатам само, внимавајте на таймер, знаете правилото е 90 секунди. Прво и ке ви се заблагодарам секако за тоа што еве на јавноста го споделивте вашиот став. Меѓутоа, еве ако сакате дополнителни 90 секунди, нашите линии секогаш се отворени. Потсетувам, не е лесно се добиваме, не е толку тешко на 02307 0005. Ајде малку да ги вклучиме и твитирџи. Ке почнеме со еден твит кој што е објавен во август месец, поточно на 17 август, од страна на Кламидија Етерна, го има напишано следното. Сите лични документи треба да се сменат до нова година. Рокот е веќе пролонгиран за дополнителни 9 месеци, значи еве законската уврска да се сменат личните документи е веќе и во текот на 2024 година, но тогаш така беше. Она што забележала Аетерна е дека не функционира интернет страницата, не функционира телефонското закажување, не функционира закажување во живо, не функционира ни преку услуги. Не реагираат на поплага на пошта. Ако ова не е за тужба пред Страсбур, не знам што е. Па, можеше ли еве според вас Министерството за внатрешни работи поинаку да се реорганизира и целиот овој товар и финансиски и воопшто организацијата околу промената на личната документација да се изведе сосема поинаку? И секако дали закажавте, дали лесно добивте, како ви одеше вам? Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Вака, сега да кажеме за личните документи. Ние закажавме прошлиот месец и ни закажа за после 3 месеци. Сопругот се јави, закажа за него, пошто вртеше негде околу половина час, потоа му рекоа да закаже повторно да звони, да врти, да се јави за мене, за сопругата, па потоа за керката, така да сме едно саат и пол време, може и више. Сакате да кажете дека еве вашиот сопруг требало поединечно, засебно да врти за секој член од семејството? Поединечно, да. Така ни рекоа таму. И закажавме што закажавме, после 3 месеци ни закажа. Сега работава е што во наредниот месец сега сметката ни дојде 600 денари повеќе. Имавме на сметка за телефон. Кога се јавивме да прашаме зашто нели не е поголема сметката, ни рекоа да провериме, онда се вртеле вика во МВР. А зашто да не биде поголема сметката, нели тој е бесплатен број. А тој што е 0800, тој е бесплатен, а 072 демек тој се наплаќа. А на 0800, ни на единица, ни на двојка, никој не се јавува. Вртавме со денови, на тој број никој не се јавуваше. Така да време траењето на чекањето практично чукува минути кои што ви ги пресметува операторот на вашиот мобилен телефон и сметката станува поголема. Одлично е што споделивте вакво нешто. Да, со 600 денари повеќе ни дојде сметка. Благодарам многу еве за јавувањето, еве зошто е пожелно да се вклучувате во црвена линија и јавноста еве да дознае токму преку вашето лично искуство со што сте се соочиле при еве закажувањето на овој термин за промена на личните документи. Дали можеби некој од вас еве го забележал истото, дали сте забележале промена на цената на сметка за на мобилниот телефон со оглед на тоа што закажувањето се врти и на овој мобилен број. Ке потсетам 072-92-9292. Добар ден. Добар ден, повтор па. Повтор па, да. Дали закажувавте еве на мобилен телефон или мобилен број или на оној бесплатниот 0800? На мобилен сум закажувал, се наплаќа тоа, во ред е сето тоа, меѓутоа друга. Јас се јавувам чисто граѓански, не политички, немам никаква позадина политичка боја. Чисто без наракници, без бои. Јас имам пасош кој што имам визи. Имам визи 4 годишни за Британија и 2 годишна виза имам за Америка. Јас ќе го променам пасошот. Лично до министерот го ценам како професионалец. Што правиме со моите визи? И како јас ќе земам нов пасош, после визата останува во стариот пасош?
Треба нешто да работи некој, треба луѓе, советници и паметни луѓе да го изработат ова. Ова е многу погрешно, верувајте. Што цидам со 2 пасоша да ме контролираат? Знаете ли какви контроли се прават во САД, во Америка и во Британија? Меѓу другото и тешка е постапката, тешко се издаваат визи. Визата ми пропаѓат, остануваат во случајот ако го заменам пасошот. А ја имам пасош повеќе години. Не е тоа работа, мислам дека е погрешно. Чисто граѓански говорам. Ништо политички не сакам да говорам. Дали ги контактиравте од амбасадите каде што извадивте виза, дали ви дадоа насоки што да правите во тој случај? Не сум исконтролирал, ништо не сум ги консултирал да ги прашам. Не сакам, ипак ќе се стрпам, мислам дека ќе направат измени. Свесни се дека има грешки и грешките треба да ги исправат. Јас апел до министерот е многу културен, интелигентен и треба да ги исправи тие грешки. Ви благодарам што ми остапивте место повтор пат. Поздрав и се најубаво. Благодарам и вам што се јавивте повтор пат и еве се отвори уште една дискусија. Значи, не е бесплатно јавувањето секако на мобилниот телефонски број, што значи еве едниот од гледачите, поточно гледачката, посочи дека непријатно биле изненадени во однос на повисоката цена за користење на мобилниот телефон. А сега еве и уште една ситуација која што ја посочи гледачот. Многумина од граѓаните горе-долу веќе имаат на предходниот важечки пасош издадено од страна на странски амбасади визи кои што имаат долг рок на траење. Како што еве случајот со гледачот кој што напомена дека има виза и за Велика Британија издадено и секако виза за Соединетите Американски држави. Но со промената на пасошот најверојатно нема да бидат метнати засебно тие 2 страници на кои што стојат визите од предходниот пасош, така да верувам дека сега прашањето се поставува што во тој случај. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Тоа е точно дека наплакат повеќе наплакат, шом почекаш, а кај ни почекајте операторите се зафанати, почекајте операторите или пооште не звоне, не се јавуват, затоа што одлагат, стават умерување телефоните, за да може да не стаса целиот народ да си смене пасошите или личните карти, за да може да наплакат казни. Они се научени само казни да взимат. Е тоа преска сака да си докажам. Свидетелствата на децата, родени 2002-2003 година, пишувале родени во Северна Македонија. Северна Македонија тогава не постоеше. Ние ќе трашиме тоа да се смене. Секој кога и каде е роден беше Република Македонија, а не Северна Македонија. Утре ќе ако иду странство ќе му прават проблеми на било на кого. Како е тоа така Северна Македонија, а роден 2002-2003 година? Па тоа е стварно за никаде, за никаде. Што имаме ние нешто саламо нашата држава, па и тоа да биде како што треба. Ништо нема, ништо. Сметате ли дека Грција го почитува преспанскиот дом? Грција уопште не го почитува. Грција нема ништо сменето. Не го почитува. Грција никако не го почитува, нема ништо сменето. Скопје си стои, се си стои. Они немат, не знаат дека има друга Македонија, дивната Македонија, чија таа Македонија доле у Грција, не знам. Не била Македонија немало, само они имале Македонија. Што подпишал заев, нека излезе пред јавноста и со бугарите и со грците да каже што е. Благодарам сега кој што кажавте вие како ви изгледаат работите. Одиме повторно со Твитерџи. Оваа проблематика се провлекуваше, се разбира, во рамки на целава оваа година, се разбира датумот, односно се помести, тогаш беше да бидат извадени и променети нови документи до крајот на 2023 година, но сега рокот е продолжен и веќе длабоко влегува и во 2024 година со оглед на тоа што има закажани термини за април и мај наредната година. Како да е Фидел Кастро на 21 јули го има напишано следното. 32 милиони ќе инкасира владата на нашата земја со присилно менување на лични документи. 4 члено семејство да ги смени сите документи му треба околу 200 евра. Во превод, пола плата треба да даде да го плати предавството на СДС за нешто што народот кажа не.
СДС е геноцидна партија, но како и да е, она што сега кој го открија некој од гледачите, проблемот со кој што се соочуваат, особено финансиски дополнителни трошоци, е и зголемената сметка, односно за 600 денари, че нам беше напомена предходната гледачка дека има поголема сметка за мобилен телефон, а и што е со ситуациите каде што голем дел од граѓаните предходно на валиден пасош имаат издадено визи за земји како што се еве и Соединетите Американски држави и Велика Британија, и тоа на подолг рок, кој што еве сега се наоѓаат во ситуација дека треба целосно нов пасош да извадат, во кој што визите нема да се најдат. Добар ден. Здраво, здраво. Здраво, здраво. Па, види, еве ти одговорот на све тоа дека што сте го поставиле вие. Дали јужниот душман ќе го почитува Преспанскиот договор? Тој не почитува ништо, по него се водиме. Доволно беше сцената на тој Мицотакис, или како се викаше, нивниот премиер, или како му име, ја го заборавив, неќам да ги памтам имења на злосторници. Дојде тука кај нас и почна да дели памет која улица како треба да се вика, па дури со заповедлив глас. Тоа значи дека Атер заради него и она британско островче таму што се наоѓа во Атлантикот, ние мораме ова све да го испаштаме. Значи, покрај островчето и големиот силеџија Америка ги налага овие работи. Се јавивте да закажете термини и тоа да ни откриете? Да, закажав ја. Лесно ли беше? Како се контрираш, бетер само можеш да изгориш ништо повеќе. Нити јунак испаднеш, нити ништо. Значи, јас сум голем контраш, ама овдека анализирав, проценував и видов дека со глава зид нема да скршам и така да си го, како попче си го лапнав тоа на порчето за лична карта. Иначе, личната карта требаше 30 година таму, не знам кога да ја менјам. И сега ќе ја менјам на 24-та година во јануар месец. Во јануар Време, месец. нема сакав нешто друго да кажам, ама отиде време. Ајде, поздрав, пријатно. Како да благодарам и ве што го искористивте и ова време да бидете дел од Црвена линија. Добар ден. Убав ден. Најубав ден и вам. Благодарам. Па вака, дај на некој начин, пошто ова е ради промена на името на државата, на некој начин ајде да го оправдаме менјавањето на документите. Тоа во банка, пред да ја сменам лична карта, вика ти истекува личната карта да ја смениш, не можеш да подигнеш личен доход или било што. Значи, сакале неќе, ние мораме да ги менјаме документите. Меѓутоа, тоа да ги менјаваме, но да биде на товар на тој што го предизвика, значи државата. Меѓутоа, тука ќе застанам во ред. Тоа е државна работа. Меѓутоа да ги прашам сите наши градоначалници со кое право и која е оправданост да ми ја сменат улицата. Јас, да речеме, мојата улица е просменија, ние четворица, дадовме негде околу 2000 денара во тоа време само за промена на документите. Па ја ми се чини дека која е оправданост? За мене лично, да ви кажам најискрено, нема никаква оправданост да се менјаат улиците. Затоа што ќе биде друго име на улицата, јас ќе добијам некаква си премија за сметка на тоа. Ми се чини дека некој си поигрува со нас, со нашите живци и не го трошат буџетот кој што треба место да купиме леп, ние треба да дадеме за некакви такси, за некакви си, што се вика, нивни хирови, што не можам да ги оправдам. Ми се чини дека не само јас и многу други нема да се сложат. Благодарам за јавувањето. Продолжуваме со реклами. По рекламите следува и оној дел од Црвена линија, каде што уште еднаш ќе ве потсетам пред се, веќе за утрешното издание на Црвена линија да не заследите на Инстаграм, па и како останатите кои што не следат на овој социјален медиум, слободно ќе кажам, еве како и одговорија на нашата денешна
анкета. На прашањето дали Грција го почитува Преспанскиот договор, прашање кое што беше поставено на Instagram Story со можност за две опции за одговор да и не, еве како одговорија Инстаграмџи. Со да одговорија на ова прашање само 7%, со не одговорија 93%. А сега полека, еве, ќе се заблагодарам на оние кои што земавте активно учество во Црвена линија. Телефонскиот број понатаму останува активен, но со малку поинаква и убава причина. Убавата причина е секако наградите кои што денес можете да ги освоите во Заврти на Телма. Јас ќе потсетам дека во Заврти на Телма денес битката ќе се води за велосипед. Па ако сте да имате нов велосипед во вашиот дом, се разбира, треба да дадете само 3 точни одговори, значи ете тоа е тоа во рамки на 30 секунди. Работата ќе ви улеснам со тој што ќе ви откријам кои прашања ќе се паднат на денешниот тест Заврти на Телма. Па еве, например, ќе имаме прашање кој хрватски готвач се прослави со емисијата Мали тајни на големите мајстори на кујната. Во кој град се наоѓа Брандербуршката порта? Тоа веќе веднаш можете да го гуглате. Потоа имаме прашање во кој век е измислен пијалок од Кока-кола? Колку вкупно комори и предкомори има човечкото срце? Сакам да имаме срце биење за многу кратко време, слободно ќе кажам, наградувачка аритмија со цел да се освои овој денес велосипед во вторник, ама еден куп други награди. Се гледаме за кусо време мојата втора канцеларија. Ве очекувам вас од Црвена линија денес да ве слушнам во Заврти на Телма.